И трпео и турчинот. Спечалил Пео некое време и маска и со гордост тргнал и тој на пазар со жита како мариовците чарбаджи. Арнаама и маската како стопанот била улавка, клоцала, касала, а најголемата мана и била таа како на сите маски што не се водела. Ја дотарал некако Пео до некаде и ја фатил за огламникот да ја води, но таа толку се тегнала што просто морал да ја влечка по него. Му здодеало и почнал на глас да ја колне. Муц, волкот да те изеде, да рече Господ златен да се потурчиш. Влечкал така, колнел, но назад од гордост не се завртувал. Кога навртел долу во полето, го настигнале некакви турци и незабележливо му се приближиле одзади. А Пео се си вика: Муц, волкот да те изеде, да рече Господ турчин да се сториш. Го слушнале турците и полека ја изоглавил еден маската, а другите ја отерале на друга страна со жито. Турчинот што ја изоглавил маската си го навртел огламникот на вратот и откако видел дека маската ја отераа другите, почнал толку да затегнува назад што Пео морал да се сврти. И кога погледнал, што да види? Неговата маска на вистина се претворила во турчин. Застанал како скаменет, се завртел спроти сонце, ја симнал својата валаница, се прекрстил и си рекол: Ех, сполај ми ти бре Боженце, зашто ми ја слушна молитвата, да можам и на турчин да појавам. И му се завртал на турчинот да го јавне. Овој почнал да се брани, но Пео го притегнал со огламникот, го репнал по ребра со ластегарката, го изгазил убаво и го скротил. А овој видел дека лесно може и главата да ја изгуби, та застанал. А Пео го јавнал по сите мариовски правила на јавањето. Го потерал и право во прилеп. Кога влегол в град јаваница на турчин, целиот град тргнал по него, а тој го дупи во вратот со ластегарката и вика: Муц, муц, волкот да те истури. Јавајќи вака низ чаршија го забележале неколку запти, го симнале од маската и го собрале да го тераат кај кадијата. Но Пео цврсто го држи огламникот да не му побегне маската. Излезе пред честниот кадија и Пео искрено му раскажа како ја колнел маската и како Господ му ја слушнал молитвата, та рече дека таа е Господова работа. И што е тој тука крив што го послушал Господ и што јава на турчин. Кадијата го слушнал и турчинот, на кој начин станал Пеова маска и пресудил да му се врати на Пеа маската со жито и да му се платат ти 1 лира денгуба што го задржале од работата, ако не, турчинот да остане Пеова маска.